Надевам дека ќе ги листираме точно, за да и точно ми одговорите, бидејќи секој од нив ми е исклучително битно. Првим по прашање на надлежностите на ФЗОМ за контрола, Закон за здравствено осигурување, член 71 предвидел колку контроли треба да направите и какви контроли. Вие сте направиле во текот на спорната 2021 година само 4 контроли. Туку што јас гледам во документите, тоа се 4 контроли. Предпоставувам дека ќе имате и солиден одговор на зошто се направени само 4 контроли, кога веќе по медиуми, помеѓу пациентите стигале гласини до министри и така натаму. Бидејќи на дупло зголемен буџет на ФЗО во изминативе 7 години, кој што бил 22 милиарди, а сега е 42 милиарди, е уништен целокупниот контролен механизам на оваа институција. Сте имале предходно 30 инспектори, доктори по медицина и стоматолози, сега имате 10. Сте имале 18 финансиски инспектори, сега имате 6. Дали идејата била да се уништи контролата на ФЗОМ, за да можат директорите на болници или клиники или пак министри да прават што сакаат, со амин на ФЗОМ, без амин на ФЗОМ, па да мижите дали имало или немало согласност, па да не ви се јасни постапки, па министрите да не знаат што се случувало тука пред анкетната, би сакала да знам. Членот 59 од Законот за здравствено осигурување вели дека владата на Република Македонија на предлог на министерот за здравство го разрешува директорот на фондот и пред рокот за кој што бил именуван, доколку со својата несовесна и неправилна работа ми предизвика штета на фондот, значителна штета на фондот, или ако ги занемарува или не ги извршува своите обврски и поради тоа настанат или би можат да настанат потешки нарушувања на дејноста на фондот. Значи, тука имаме немање на контролни механизми за трошење на средствата на УКРО, а лани дури сте го наградиле УКРО со дупло зголемен буџет за оваа година му давате 30 милиони евра, демек да се намали долгот. Всушност правите штета на целокупниот буџет на државата. Контрола нема никаква, нема почитување на закон, финансиски оставени некој друг да ги води и тогаш се поставува прашањето зошто сте вие директори на ФЗОМ, имате ли било каква одговорност? Третото моје прашање е поврзано со тоа дали вие лично или самата институција имаше притисок од одредена, повеќе од една веледрогерија или од одредени функционери од извршната власт. И видите, контрадикторно е министер одредена влада и директори на ФЗОМ, назначени од влада, да имаат еден дава согласност, друг нема согласност, ама дупката си се зголемува во одредена клиника. И трето, односно четврто, според членот 57 за Законот за здравствено осигурување. Еден од директорите треба да биде здравствен работник, другиот економист, јас колку што разбирам. Па во периодот додека вие бевте директор, вие бевте здравствениот, а кој беше финансовиот директор? Благодарам.